200 ликовни и околу 80 литературни творби се надпреваруваа на конкурсот кој традиционално го распишува Домот за деца и млади Благој Мучето Струмица по повод Меѓународниот ден на жената 8 март. Годинава учениците од основните општински училишта работеа на тема Жената пример за трудолюбивост, храброст, нежност и љубов. Наградени беа 32 ученика, од кои 19 за ликовни творби, а останатите 13 за литературни творби. Јас цртав за денот на мајката, цртав мајка со дете, како ја држи. И Колку време го црташе цртежот? ми требаше само еден ден, два, бидејќи им правев паузи, па затоа. Со што црташе, што користиш? Со туш и перце. Прво со моливо, после тоа го повторив со туш и перце. Так. Што најмногу сакаш да црташ? Најмногу сакам да цртам луѓе, интересно ми е, а и животни е многу убаво да црташ. И да сенчеш е многу убаво. Тоа значи дека ќе продолжиш и во иднината црташ, ќе се пријавуваш и на други конкурси, имаш? Да, имам желба да се пријавам на други конкурси вакви, како што е овој. Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица секоја година ги наградува најдобрите ликовни и литературни творби. Целта е, како што вели Вучетик, дечињата да се поттикнат и понатаму да творат. И оваа година се погриживме, институцијата се разбира и ние како вработени да обезбедиме скромни, меѓутоа символични награди, кои што ќе бидат како поттик за да може децата и понатаму да работат. Творбите кои што пристигнуваат, без разлика дали се од литературната или ликовната област, сите се ја отсликуваат на некој начин перцепцијата која што децата ја имаат за жената. Без оглед дали тие ја перципираат како мајка или општо како жена, и сите се на свој начин убави. Меѓутоа, како и секогаш, бидејќи и литературниот и ликовниот конкурс се од надпреварувачки карактер, и овој пат се погриживме и одвоивме одреден број на награди, кои што и не беа во така мал број. Во за ликовниот конкурс за пристигнатите творби доделивме 19 награди, а додека за литературниот 13 награди. Изложбата по повод Денот на жената, како и ликовниот и литературниот конкурс, се организира во соработка со основните училишта од Струмица, Ново село, Босилово и Василево.